Bring it back. Во ординациите на психолозите и психијатрите има се повеќе пациенти со анксиозност. Таа и депресијата се први на листата причини за посета на психијатар и психолог. Анксиозноста е се почест проблем на луѓето во современото живење, а многу лекари велат дека добива и епидемски размери. Во ова издание на емисијата на наша тема ќе зборуваме за анксиозноста. Гостинка на оваа тема е Лидија Манасиевска, психотерапевт и психолог. Добро ни дојдовте. Добар ден. Так, ајде за почеток да кажеме што е анксиозноста и како се препознава. Како што рековте, анксиозноста е широко застапена психолошка состојба во нашата средина. Анксиозноста се манифестира со страв интензивен од нешто непознато, внатрешна напнатост, вознемиреност, постојано чувство на исчекување дека нешто страшно ќе ни се случи. За разлика од стравот, анксиозноста нема конкретен страв или од конкретно од што се плаши личноста, туку нешто исчекување од било какви, например, непогоди, нешто дека ќе му се случи на личноста, дека разни мисли му надоаѓаат. Покрај мислите и психичката вознемиреност постојат и телесни сензации кај анксиозноста. Тоа е, може да се и висок крвен притисок да се појави забрзано чукање на срцето, немање на здив, сува уста може, постојан внатрешен психомоторен немир и многу симптоми се поврзани со анксиозноста. Анксиозноста е пропратна кај повеќето психички состојби што се поврзани со што се последица од стрес. Да, што сакав да ве прашам, знаат ли лицата сами да препознаат за што станува збор? Некои знаат, но помал дел од лицата помалку знаат што им се случува. Многу често имаат дополнителни стравови, бидејќи некои прв пат се соочуваат во животот со ваква психолошка состојба и некои дури имаат чувство дека ќе полудат или не знам нешто со нив не е во ред, дали ќе се излечи нивната состојба. Значи, многу мал број на луѓе, па и нивните блиски знаат што им се случува. Така. Ајде да кажеме кои се причините за самата појава на таа анксиозност? Конкретни причини не се знаат и не може да се каже за конкретни причини. Некогаш се наведува дека можат и генетски предиспозиции да се, но најголема причина е стресот и потиснувањето што личноста во текот на животот го има во себе, дури потиснувањето од детството, од стресни ситуации, од недоискажани проблеми или ситуации и од тоа најмногу. Така. Се доведуваат до ваква состојба. Така. Кога веќе спомна дека постојат нели тие симптоми, дали постои некоја одредена возрастна граница, одредени личности? Дали може да се тоа површта со некоја возрастна граница или ги зафаќа сите без оглед на границата? Во последно време се повеќе се појавуваат анксиозноста се појавува и кај помладата популација, така да не може да се каже со сигурност која возраст најмногу е зафатена. Според мојата пракса, најмногу популација што доаѓа кај мене некаде од 13-та па до, да кажам, 50-тите години. Со анксиозност, да има и покасна возраст, но оваа популација најмногу е од мојата пракса гледано. Така, да, вашата гледна. Да. Точка е тоа. Дали еве, например, може да се направи споредба помеѓу стравот и анксиозноста? Или тоа е поврзано? Како што спомнав, стравот и анксиозноста пропратни се, кај анксиозноста стравот е пропратен, но
кај стравот е конкретен. Например, се плашиме од висина, се плашиме од животно, се плашиме од летање. Додека кај анксиозноста стравот е ирационален, створен е од некоја ситуација што и не е реален. Ние се плашиме од нешто што утре ќе ни се случи или да не ни се случи. Што ако? Кај анксиозноста најчесто си го поставуваме прашањето што ако ни се случи. Значи, тоа е разликата. И ние се плашиме од се буквално кај анксиозноста, а реалната опасност не постои. Така. Како што е стравот изразен. Дали анксиозноста може да предизвика некои физички промени? Да, може да предизвика анксиозноста. Значи, таа како на психички, така и физичкиот дел го зафаќа. Вознемиреност, забрзано чукање, како што реков, на срцето, може вкочанетост на телото, трнење по мускулите, грчење по нозете, ако, например, е поизразена. Анксиозноста може и психосоматика, ако трае подолг временски период, да развие личноста и психосоматика, например, проблеми со органите за варење, висок крвен притисок, чир, дури може е на психосоматиката, се сведува. И низ други физички реакции може да се појават, главоболки може да се појават, трнење, најголем проблем тука во пределот на градите чувствува, трнење на рацете, одземеност на телото. Значи, психичките и физичките симптоми се застапени подеднакво. Така. А дали има некоја разлика помеѓу анксиозност и панични напади? Или низа истражувања има кои што пишуваат, споредуваат дека личностите кои што се анксиозни доживуваат некои панични напади? Да, паниката е пропратна и кај анксиозноста, и кај фобиите може да биде, и кај другите психолошки анксиозно-депресивните состојби, и кај посттравматските. Паниката настанува одеднаш. Значи, таа е интензивна, тој страв е, може некогаш и нема сигнали кога настанува. Значи, ја преплашува личноста, ја преплавува. Не постои некој механизам за да се спречи паниката во моментот кога настанува. Значи, треба да се дозволи таа да помине, кои се спротивставуваме, уште може подолго да трае или да повеќе личноста да се преплаши или да има телесни сенсации. Како пропратен симптом, значи анксиозноста е симптом кој се појавува и е присутен кај фобиите, кај паничните стравови, кај генерализираната анксиозност и кај посттравматските стресни растројства. Значи, така се поврзани, нема изолирани едни од други. И анксиозноста е со депресијата исто така поврзана. Така. Нели спомнавте дека паничните напади можат да започнат ненадејно и да го зголемуваат со текот на одредени минути или време својот интензитет. Како луѓето да се справат со овој симптом во моментот на доживување на тој еден паничен напад? Во моментот ниту може да го спречат, ниту може да го намалат паничниот напад, значи тој се случува и треба да се остави да се случи. После тоа треба да се размисли и да се осознае што е паничниот напад во суштина. Да се охрабри личноста дека можеби нема повторно пак да доживее паничен напад, и кај таквата личност што еднаш преживува паничен напад, има чувство на исчекување дека и понатаму постојано чувство на исчекување дека повторно ќе го преживее паничниот напад. Може ли да се опише во тој момент што во моментот тие чувствуваат кога нели доаѓа веќе паничниот напад? Чувството е ужасно, како и самите клиенти што кажуваат. Значи, тие дури и губат свесност дека им се случува тоа.
презноени се, срцето забрзано им чука, немаат дури имат она чувство дека ќе се угушат, дури некои имат чувство дека ќе паднат, ќе се онесвестат, некои се презнојуваат, одземеност на нозете е исто така позастапен симптом кај паничните напади. И тие се чувства како парализирачки чувства се. Така. Еве доколку одредена личност нели во тој момент доживува паничен напад, како да реагира другата личност еве доколку е со неа? Како може на кој начин да ја помогне во тој момент? Што да еве направи? Многу ми прашуваат што да направам јас во тој момент на мојата блиска другарка, пријателка, додека таа во моментот еве доживува тој паничен напад или тој ужас како што да, само охрабрување. Тука не може да се спречи тоа да значи ќе охрабрува дека еве тоа не е опасно по животот, дека да го издржи само тоа чувство, да помине низ таа личност. За разлика од другите психолошки состојби, паничниот напад не остава толку последици здравствени и нема понатаму, например, за здравието на човекот. Многу моментот кога се случува, тоа е многу застрашувачки, ја истоштува личноста и ја заплашува. Охрабрувањето и да ги запознае симптомите и што и се случува на таа личност. Така. Да. Колку е важно разбирањето и поддршката од најблиските, да почнеме од мајка, родители или самиот сопруг, колку е важно тоа чувство да се сподели за да нели се со една цел да им биде полесно. И како да се сподели? Дали наидува на разбирање од страна на најблиските? Многу од моите клиенти доаѓаат и се жалат токму на тоа дека нивните најблиски не ги разбираат. Во поголем број на случаи не ги разбираат. Има и ситуации каде ги разбираат блиските или родители или партнерот или било кој, но повеќето не ги разбираат. Како ти до вчера беше добар, а сега еве да, не си, што ти се случува, биди јак, биди машко ли си или женско, ако се па на машките, па каков маж си или значи треба поддршка, како што рековте, најбитна е поддршка и разбирањето во тие моменти. Со тоа на полесен начин и поголема сигурност се влева на личноста која страда од таквата состојба да ја надмине. Јас не знам во кое време сите сме информирани, сите читаат и по интернет и се, ете од таа страна разбирањето е многу и поддршката. Не дека ја нема, ма на некој начин ја има како со отпор на овие психолошки состојби. Не се толку загрозувачки овие состојби, анксиозноста и паничните, моментот е многу тежок. И тие се самата личност ги ствара тие симптоми несвесно и како реакција на нешто што траело со години и што повеќе не може подсвесното да го трпи и тоа се манифестира еве преку тие симптоми и реакции на организмот. Значи најбитно е во тој момент да се разговара со најблиските, да се даде поддршка, да се сподели после тоа, пошто во моментот личноста е исцрпена и треба да се остави малку да одмори и после да се разговара, да се сознаат симптомите, дека не е толку страшно по животот, но симптомите се битни. Многу да се спознати што му се случува на човекот во тој момент. Дали анксиозноста може да го парализира едноставно секојдневниот живот? Секојдневните обврски, луѓето одат на работа, се возат со автобус или со автомобил, па многу често се прашуваат како јас сега ќе стигнам на работа, што ако во тој момент ми биде лошо. Дали едноставно може да го парализираш? Што едноставно еве би вие препорачале на луѓето кои што патат од анксиозност? Да, во поголем број на случаи постојат, значи тоа постои таа парализираност и попреченост во нормалното функционирање, било да е за работа, било да е во семејството дома.
знае анксиозноста и паничните стравови да го вржат човекот дома дури. Има луѓе што имаат страв да патуваат со автобус или да возат автомобил или да влезат во маркет или да излезат на улица, имаат чувство дека им се врти, дека ќе се онесвестат и ќе паднат и ред други стравови кои не се реални и не постои реална опасност, но тие добиле еднаш порака дека нивната психика и организам е во опасност и таа порака може да ги попречи во нормалното функционирање, па си наоѓаат или изреки јас утре или ова ме боли, дури главоболки и стомачни болки, само да не отидат на работа и за да го избегнат тоа. Најголемиот проблем кај анксиозноста и паничните стравови е што луѓето прават бегство, ги избегнуваат ситуациите од кои го имаат тој страв или бегство или пак се борат, али не на соодветен начин. Најголема придобивка или начин како да се надминат и анксиозноста и било кои психички состојби е да се дозволи да поминат во моментот низ нас, да ги прифатиме. Некој ќе каже како да ги прифатам кога е многу тешко, ама тоа е начинот, постепено, не одеднаш, да кажеме, баш ме брига, него постепено да ги прифатиме овие симптоми и со тоа и да ги осознаеме што на нас ни се случува и после они постепено се намалуваат. А додека им бегаме ние, тоа избегнуваме или само зборуваме за нив, а ништо не правиме да се, значи, например, да се сочиме со нив, ние во недоглед може да зборуваме за нив, а да не ги надминеме. Така. Дали постојат одредени видови на анксиозност? Малку да ја доближиме, нели, анксиозноста до нашите гледачи, за да можат, нели, колку побрзо и подобро, како што велите, ја сватат, толку полесно можат и да ја надменат. Да. Постојат повеќе видови на анксиозност, јас ќе кажам за некои. Како што спомнав, анксиозност е и паничните стравови се, значи, спаѓаат во анксиозните состојби. Анксиозноста тука е најизразен симптом. Реков дека они настануваат одеднаш со интензивен страв и физички и психички симптоми се тука застапени. Парализирачки е тој страв, потоа генерализираната анксиозност. Исто и таа анксиозност настанува со интензивен страв, се плаши личноста од многу ситуации, а реалната опасност не постои. И обсесивно-компулзивните состојби, исто така тука е застапена анксиозноста. Во последно време многу на работното место се сочувам со млади луѓе кои страдаат од ова растројство или состојба со мислите, значи со присилни мисли, може да бидат секакви мисли кои им надоаѓаат и личноста е преплашена, кои се сочуваат прв пат, на вистина е тешко, најразлични мисли, најзастрашувачки им доаѓаат, и блиските исто така се прашуваат што се случува, па бараат помош, значи за да го надминат проблемот. И исто така анксиозноста се јавува и кај посттравматските стресни растројства и во секој вид е застапено, значи, и психички симптоми и физички. Во сите овие што ги спомнав. И други мешани, има мешани анксиозно-депресивни состојби. Многу пати се прави збрка тоа дали анксиозност или депресија, пошто им пишуваат тамо во дијагноза анксиозно-депресивни. Која е разликата кога веќе ја спомнавме, за да разграничиме, за да нема, нели, мешање на тие две работи? Кај анксиозноста е позастапено она што ќе биде, да не биде, што ако. Значи ние се плашиме да не ни се случи во иднина.
А додека кај депресивните состојби се враќаме на минатото. И симптомите не се толку поизразени, туку е она позатворено, поповлечени се луѓето, значи тука е разликата. Так. Едните се вржани за минатото, а другите што ако биде. Што ако не се случи? Што ако не се случи, точно. Так. Што ве вели вашата практика? Дали расте бројот на лицата што бараат помош за анксиозност? Колку е свесноста, на кој ниво се наоѓа? Што вели вашата практика? Мојата пракса кажува дека многу. Во последно време епидемија е од анксиозниве состојби или со психичкиве состојби што се поврзани со стрес. И младата популација, значи многу помала возраст запаѓаат во овие состојби. Не се знае од која возраст, не можам да кажам, дури и до 9 години има деца кои страдаат од некоја психичка состојба. Тоа дали е последица сега од интернет, гледаат се што таму, па развиваат некоја психичка состојба, не можам да тврдам. Може би од семејството тоа потекнува, може од врсниците од училиште. Важно, од најмала возраст па понатаму. Таа граница од најмала возраст? Мислам дека тоа е факторот. Најголемиот фактор е тоа што премногу информации имаат децата, а нејасни информации. Они ги гледаат тие информации, колку им се јасни на нив, што све гледаат таму. И од семејството свесни сме и сме сведоци што се случува и во браковите, ајде да кажем, и во општество, во кои промени, и сите тие промени на нас возрастните делуваат камоли па на децата. Така. Дали анксиозноста е болест или состојба? Дали таа се лекува? Дали кога може целосно да се излечи анксиозноста? Со еден збор, како да ја победиме анксиозноста? Јас лично не можам да кажам и не сакам да кажам дека е болест анксиозноста. Да е застапена многу, но може да се излечи. Затоа е важно кога ќе се појават првите симптоми да биде упатена личноста, да знае што и се случува. Грешка прават клиентите што чекаат, со години чекаат или земат на своја рака лекарства или се плашат, кој знае како размислуваат што нив све им се случува. Значи, многу зависи ако навремено се реагира, се осознае што му се случува и се преземаат соодветни мерки за надминување. Најдобар начин и може да се надмине анксиозноста е ако се работи постапно на проблемите или на симптомите, како се довел, што чувствува и да се сочи, значи со својата проблематика. А доколку бега и ги избегнува симптомите, ги пролонгира, па тоа може да доведе и до некоја потешка форма. Значи се лечи анксиозноста. Дали може целосно да се излечи? Еве да дадеме малку позитива во сето ова. Да, може. Може, тоа и индивидуално, зависи колку личноста вложува, колку ги слуша инструкциите од стручните лица и се може целосно да се излечи. Тоа не е неизлечлива состојба. Така. Многу пати, пишуваат разни интервјуа, разни известувања, велат дека најмалку лицата сака да посегнат под терапија со неки лекови. Обично велат, еве јас можам, ќе пробам најпрво јас самата со автосугестија тоа да го направам. Дали е тоа можно или треба веднаш да се обратат кај стручно лице да побараат помош? Битно е да се обратат кај стручно лице кога слушаат сами и од тие форуми или не знам што читаат, све можат. Нашиот организам, мојот и на тие други луѓе и мојата психика и на другите луѓе не е иста. Тоа не се сложувам дека сам може некој, но може без терапија. Ја имам ситуации каде што и без лекарства и се, ама кога е на почеток, кога и упорно да се делува, значи на соочувањето и на проблематиката.
А доколку траело тоа една година или ќе потрае натаму и исто и така надминувањето на таа психичка состојба. Земаат луѓето и на своја рака доста работи и се мачат и тоа го продлабочуваат и го пролонгираат и кај некој трае подолг период, така некој може и за месец-два да ја надминат состојбата. Да, баш и поради тоа ве прашам, што многумина на одредени форуми или групи пишуваат дека еве јас ќе ја победам анксиозноста, не ми е потребна терапија, нели со лекови, ќе пробам сами од тебе. Индивидуално е тоа. Да. Тоа е индивидуално, ма колку ќе се излечи, како ќе се излечи, колку ќе му трае, тоа може да се повтори. Некогаш има и ситуации која може да се повтори, а тоа е и ние не сме имуни на проблеми во животот и на стресови. Ради тоа може анксиозноста, сите ние сме до одреден степен. Некогаш и покретаче таа анксиозност не мотивира и ама до одреден степен. А која ќе ја надмине границата на она неподносливото, тогаш се јавуваат и симптомиве. Симптомите не се секогаш најлошото нешто. Они се и сигнал да ни кажат дека ние во нешто претеруваме. Јас имав неколку високо образовани личности што со проекти, со нешто, се префорсирале. Не значи ако е образована личноста дека и она не страда од нешто. Се занемариле приватниот живот или нешто и сигналот доаѓа дека толку границата е помината. Како што спомнавте стресот, дали премногуте обврски, бурното живење, немањето простор да си дозволиме сами за себе да се опуштиме и релаксираме, е токму една од тие причини да се појави анксиозност. Да. Голема причина е, да. Во денешни услови на живење голема причина е тоа. Токму тоа. На брзина ќе јадеме. Самите ние да се прашаме колку ние си имаме дневно одмор. И како го распределуваме времето. Некојаш од 9 до 9 некој работи. Еве и јас некојаш работам од 9 до 9, ама и можеби и мене некојаш. Така, ама си дозволувате простор да се одморите, релаксирате, впрочем и тоа е од големо многу е битно времето и човечкиот организам не е случајно дадено 8 часа, еве во Шведска барат и 6 часа, зашто да имаме поквалитетен приватен живот. Не е само работата. Работи, а некои додатно работат покрај она што е работа што ја имаат како секојдневна и работат и додатни обврски. Замисли како име на нив. Така. А многумина треба да работат. Го има чувството на анксиозност. Тука е прашањето. Како да излезе од таа ситуација? Навистина е голем проблем, нели, луѓето кои што се сочуваат со анксиозност, а се приморани редовно да одат на работа бидејќи зависи, нели, семејниот буџет всушност зависи од сето тоа. Како да го надменат тој момент? Како да одат на работа или да се од дома? Во секој случај ќе одбера да одат на работа. А пак не спомнав дека кога е во ваква состојба, било која психичка состојба, човекот е деконцентриран, намалено му е вниманието, сигурноста во себе му е намалена и кога тие чинители се намалени, каков квалитет ќе даде на работното место човекот. Добро е да оди на работа, ма како самиот тој се чувствува за да ја изврши работата и колку ќе биде таа работа без грешки или сигурно дека ќе одбереме да одиме на работа. Така ни наложуваат и екзистенционалните услови тука кај нас. Во такви случаи или земат, еве како што рековме, или лекарства, или некако истрајни да бидат во тоа. Да. Така, рековте дека анксиозноста може да се надмине, но може и да се повтори. Да. Зошто која е причината за да се повтори ако веќе еднаш сме излегле нели од таа ситуација и состојба? Која е причината таа да се повтори? Бројни се причините, како што реков. Пак може да биде префорсираноста на организмот, преземање на повеќе одговорности, помалку време за одмор,
Многу е битно и тоа што работиме. Дали ја сакаме работата, да не е тоа отпор на самиот организам и од тоа зависи, да. Така. Или за самиот крај да кажеме некоја ваша порака, препорака до сите гледачи, нешто за анксиозноста, некоја позитивна мисла да ги охрабриме малку, да им даваме храброст. Најбитно за анксиозноста или за било кој психолошки состојби е човекот да си го распредели времето и квалитетно и продуктивно да го користи тоа време. И покрај оние стресови од надвор, ние треба да се справуваме и да живееме, да гледаме поквалитетен живот. Многу е битна и физичката активност, што ние многу ја занемеруваме во последно време. Здраво да се храниме, нешто барем 2 часа дневно да си одвоиме за себе за релаксација. А кои имат мали деца, например, ако се родители, зависи на која возраст и на нив да им се посвети внимание. Тоа е тоа, значи треба да ја прифатиме и да ја има анксиозноста, да ја прифатиме. Не е ништо пострашно од нас, живите луѓе. Со се можеме да се справиме. Значи не се толку не остават последици толку анксиозните состојби. И да научиме и со нив да живееме. Така, не се животот загрозувачки, не се толку, да. Така. Едноставно, како што велите, ние продолжуваме понатаму. Продолжуваме во секој случај, да. Или како што знаат некои да кажат, добре, имам анксиозност, одам понатаму. Да. Па и тоа е еден вид прифаќање. Значи може да се носи и со симптомите и со проблемите кои, например, анксиозноста може да ги створи. Анксиозноста е секојдневието наше, секаде е присутно. И секој ја збори анксиозен, сум анксиозен, а уствари секој си знае и на свој начин се справува со неа. Така, но најважно е, како што кажавме, доколку забележат дека таа оди навремено, да. Навремено да реагираат и да побараат стручна помош. Со тоа се скратува понатаму времето за да се надмине. Така. И благодарам на вашето гостување, што ми бевте гостинка во емисијата на наша тема. Благодарам и на вас. Така. Ја можам на самиот крај да кажам, направете си листа на своите стравови и рангирајте ги во однос на влијанието на вашето расположение со оценки од 1 до 10. Потоа, согледајте ги вистинските опасности кои што со себе ги носат вашите стравови. Најверојатно ќе се добие дека мнозинството од стравовите кои што ве вознемируваат се без причина. И на крајот, не заборавајте дека во борбата со анксиозноста најважна е акцијата, додека најпогодна е пасивноста. Bring it back.